Почитувани гледачи, вие сте со вестите на телевизија Кисименада. Ова се настаните на денот. Дали постои родова рамноправност? Има ли доволно жени во политиката и на одлучувачки позиции? Сторија на телевизија Кисименада. Министерот за внатрешни работи Наќе Чулев денеска беше во работна посета на полициските одделенија во Тетово и Гостивар. Голем број прекршоци на Тетовското подрачје. Со одлука на Обединетите нации во 1975 година, 8 март се одбележува како Меѓународен ден на жената. Ги прашавме тетовци дали го знаат вистинското значење на денот. На секоја страна се забележуваат свежи букети цвеќе. Рестораните во овој период се приполни по повод славењето на 8 март, Меѓународниот ден на жената. Но кој е неговото вистинско значење? Дали соодветно го прославуваме овој важен празник? Дали тетовци знаат зошто се слави 8 март? Од револуционерна гледна точка за Роза Луксембург, за правата на жените и тоа. А мислите дека е во ред тоа што жените денеска го слават по ресторани? Дека е соодветен начин? Мислам дека не. Не, немам ништо против, али не, тоа не е веќе символично. Символично е еден каранфил и све. 8 март. За жените, за учителите, за тоа се. Жената добила право. А што? На све. Сега и поиќе права има жените од мужите. Мислите дека соодветно се прославува 8 март? Па бога ми да, на запад тоа е више забраена работа, овде кај нас уште, ама ако нека се слави. Знаем, ама друго се прави. Мислите дека не соодветно се прославува? Да, нека ни е среќено секој. Фала. 8 март се слави бидејќи е ден на жените. Што значи тоа? Тоа сега не знам што значи, ама знам дека се слават жените. Трговците го користат периодот за заработка, но велат народот нема пари, дури ни за цвеќе. Годинава слава многу. Рано и нема луѓе, нема. Слабце биде пазар. Тука сте заради празникот? Заради празникот сме овде. Слави за жена, ма пада нема народот. Тоа е, иначе добро е 8 март, ама нема пада, гледам. Слабо продажбата? 10 динара. 2 лева да остане, бечат бесат. Државниот завод за статистика нуди интересни податоци. Процентот на вработени жени во земјава изнесува 39,5%, а невработени 37,5%. Исто така, во руралните средини 22,4% од вработените жени се неплатени семејни работници, а во урбаните средини од вкупниот број вработени жени само 3,6% се работодавачи, што говори за нееднаквоста во општеството која се уште е застапена. Со одлука на Обединетите нации од 1975 година, на 8 март се одбележува борбата на жените за економска, политичка и социјална рамноправност. Во ниту една западна земја не е прогласен за државен празник. Во земјава, празникот има символичен статус. Дали постои родова рамноправност? Има ли доволно жени во политиката и на одлучувачките позиции? По повод 8 март на овие теми поразговаравме со две советнички во Советот на општина Гостивар, Сонја Дамјановска и Јасмина Василеска. И по повеќе од еден век од зачетоците на борбата за женски права и првиот 8 март, актуелни се истите прашања. Дали постои родова рамноправност? Живееме ли се уште во машки свет? Има ли доволно жени во политиката и на одлучувачки позиции? На овие теми поразговаравме со две советнички во Советот на општина Гостивар. Жени директно вклучени во креирањето на општествените текови и во напорите за унапредување на еднаквоста по родова основа. Ние работиме во текот на целата година и знаете, веќе ги промовиравме мерките кои се однесуваат на зголемување на бројот на жените во политиката. Веќе е известно дека нашите листи ќе бидат составени од 50-50, односно постигнавме родова еднаквост на тоа поле. И да, секако, во политиката треба да има повеќе жени, затоа што досега бројките покажуваат дека жената покрај сите квалитети и способности не е ставена на позиција да одлучува за себе и за своето семејство, а може, секако дека може.
ние жените сме функционирале во политиката, сме биле вклучени во сите активности, меѓутоа сепак кога станувало збор за некои така по одлучувачки моменти, некако како да постоела една скептичност и некое стереотипно размислување. И јас се надевам дека тоа со текот на времето и гледам подобрување од нивна страна. Некако им е потешко на мажите да тие знаат жената ствари колку може да постигне, меѓутоа им е потешко со дел од нивните стереотипни размислувања да го потврдат тоа. И науката докажа дека жените подобро и полесно може да се справат со брдото обврски во домот и на работното место. Не е премногу да се каже дека мултитаскингот е вродена карактеристика на женската популација. Нашите соговорнички одговорија на прашањето колку е тешко истовремено да се биде грижлива мајка, домакинка, работно ангажирана и политички активна жена. Не е лесно, почетоците се секогаш тешки, меѓутоа кога ќе сватите што сакате, кога ќе направите тим од жени околу вас, кога ќе воспитате родово сензитивни деца и луѓето ќе ве сватат сериозно, после се оди по некој зацртан пат. И која ќе биде вашата порака до жените за 8 март општо? Да го надминеме стереотипот дека жената на жена е непријател, да собереме храброст, да тргнеме по патот, да го земеме она што ни припаѓа, нашето право да одлучува. Жената има една карактеристика, значи што ја немаат мажите, тоа е интуитивноста, женственоста и мислам дека жените доколку сакаат да постигнат нешто можат да успеат и се успешни во секоја работа. Само е потребна добра организација, нели? И мислам дека јас имам доста пријатели, се движам во такви кругови и мислам дека може да постигне буквално се што ќе посака во животот. Би завршила со една мисла на нашата Маргарет Тачер, неуморната, доколку сакате некаде да се зборува, испратете маж, меѓутоа доколку треба да завршиме некоја работа, испратете жена, така да жената е многу битен фактор и движечка сила во општеството и мислам дека жените го заслужуваат тоа место и во иднина се надевам дека нема да има некои ограничување на жени, мажи, женска и машка работа, сепак ние ова е 21 век и мислам дека жената заслужува да биде застапена во секоја сфера од општественото живење. Гледано локално, за Гостивар фактите покажуваат дека со општината никогаш не раководела жена. Во актуелниот состав на општинскиот совет на 30% од членовите се од женски пол. Во училиштата во градот едно директорско место и припаѓа на жена. Најголемиот дел од раководните позиции во институции и установи во Гостивар се во рацете на мажи. Детските градинки традиционално ги водат женски лица. Борбата за родова еднаквост мора да продолжи. Како инспирација зборовите на Роза Луксембург. Оние кои не се движат, не можат да си ги забележат оковите. Класичен пример дека жените можат да управуваат со безбедносните служби е полициската станица Теарце, која ја води жена. Командир е Мирсада Зекири, која денеска во станицата ја пречека заменик министерката за внатрешни работи Славјанка Петровски. Командирот на полициската станица Теарце Мирсада Зекири ја пречека и информираше дополнителниот заменик министер за внатрешни работи Славјанка Петровска за безбедноста на подрачјето. Госпоѓо заменик министер, безбедносната состојба на подрачјето на полициското оделение Теарце моментално е стабилна. Службите на терен со наредба за вршење на служба рапортира командирот на полициското оделение, виш инспектор Мирсада Зекири. Дополнителниот заменик министер Петровска истакна дека командирот Зекири е позитивен пример за улогата на жената во безбедносниот систем. Нејзината униформа кажува дека се надминати предрасудите, дека жените не може да управуваат со важни сектори во државата. Овдека се одлучивме да дојдеме од една едноставна причина што имаме позитивен пример на успешна жена која е и командир на полициското оделение во Теарце, со што се докажува дека предрасудите за тоа дали жените можат да бидат на раководни позиции во министерството се срушени, значи може да бидат, дали може да носат униформа, можат и успешно да се носат со сите предизвици и секако да бидат од корист на населението и на државата.
посетата и што ни давате поддршка на било која основа. Затоа јас, како командир на полициското оделение Теарце, горда сум што раководството од Министерството за внатрешни работи ни дава поддршка во секојдневните предизвици што ги имаме во делокругот на работата. Што се однесува на темата, тука не треба да има дилема дека улогата на жената во безбедносниот систем е извонредно важна и нужна. Меѓу другото, женската полиција ја представува женски неспорен квалитет што мора да биде исползуван и кој што носи добар и постакувани резултати. Главна тема на денешната средба во полициската станица Теарце беше улогата на жените во безбедносните служби. Министерот за внатрешни работи Наќе Чулев денеска беше во работна посета на полициските одделенија во Тетово и Гостивар. Информира дека на јужната граница веќе е прогласена кризна состојба, но нема место за паника. Ситуацијата со мигрантската криза засега стабилна. Откако Србија вчера порача дека херметички ќе ја затвори границата доколку се соочи со наплив на мигранти, денеска и од Македонија најава дека дефинитивно ќе се затвори јужната граница за да се спречи нов мигрантски бран. Состојбата таму засега е стабилна и без посебни нарушувања. Зголемен е бројот на полициските сили и армијата. Се обновува жичаната ограда и се прават пристапни патишта, изјави денеска министерот за внатрешни работи Наќе Чулев. Македонија е во постојана комуникација и со Фронтекс и со нашите партнери од Европска Унија. Значи, Македонија дефинитивно ќе ја затвори границата и ние имаме капацитети во однос на претходната мигрантска криза. Сега сте многу подобро подготвени. Имаме и партнерски полицајци во заеднички патроли на јужната граница. Во моментот има 131 полицаец од 8 држави. И имаме и материјално-технички средства, че дадеме максимум за да ја затвориме нашата граница и да спречиме евентуален нов мигрантски бран. Во земјава, иако веќе е прогласена кризна состојба на јужната граница, нема место за паника. Состојбата будно се следи и кај нас и на турско-грчката граница. Важно е, вели Чулев, што државата е подготвена да одговори на предизвиците од мигрантската криза и засега нема загрозување на националната безбедност и сигурноста на граѓаните. Чулев одговараше на прашања поврзани со проблемот со пасошите и престојниот фудбалски надпревар Косово-Македонија. Согласно договорот кој што е претходно склучен пред моето доаѓање на функцијата министар за внатрешни работи, договорот е согласно договорот пасошите треба да стигнат на 24 март. Во постојана комуникација сме и вршиме притисок со германската фирма Veridos која што ги обезбедува пасошите и од нив имаме одредено ветување дека пасошите би требало да стигнат 7 до 10 дена пред овој договорен термин, согласно договорот 24 март, значи минус 7 до 10 дена. А колкава бројка на пасоши? 100.000 пасоши ќе стигнат, така да ќе бидат задоволени сите потреби. Како Министерство за внатрешни работи уште сега имаме направено план за зголемен број на извршители во издавањето и во изработката на пасошите, согласно капацитетите на Министерство за внатрешни работи, она што значат производство на патни исправи, значи дневните можности не се до 3000 пасоши, така да се оглед дека во моментот има побарувачка од 27 до 28.000 пасоши, значи сите потреби би се задоволили за 10 дена. Во однос на фудбалскиот надпревар, тоа не е во надлежност на Министерство за внатрешни работи, сепак тоа е во надлежност на управувачкиот комитет. И тука водечка улога има Министерството за здравство. Согласно препораките на Министерството за здравство, таква одлука ќе донесе управувачкиот комитет, односно ќе предложи одлука на владата. Во моментот немаме никакви индикации дека потребно одложување на фудбалскиот надпревар Македонија-Косово. Јас не гледам причина надпреварот да биде без публика. Значи јас лично како министер за внатрешни работи, да. Значи, оноа што значи обврска за Министерство за внатрешни работи, ние сме во постојан контакт со навивачките групи, значи разговараме превентивно, направивме план на ниво на Министерство за внатрешни работи кој е план за Европско првенство 2020 година.
и преземаме мерки и активности да надпреварот да биде одржан во најдобри услови од безбедносна гледна точка. Она што значи коронавирус, тоа е во надлежност на Министерството за внатрешни работи и че има управувачки комитет и че ги следиме препораките од Министерството за внатрешни работи. Тој управувачки комитет предлага на владата одлука, а владата носи одлука дали да се одигра без или со публика. Така да. Уште едно прашање, дали полицијата ќе истражува кој ги пушта бомбите за Милошевски кои што беа објавени на аудиобомби? Значи ние досега немаме поднесено барање како Министерство за внатрешни работи во таа насока, меѓутоа заедно со основното јавно обвинителство, доколку добиеме одредени насоки од основното јавно обвинителство, ќе постапиме по насоките. Вкупно 1752 различни видови сообраќајни прекршоци се регистрирани во февруари годинава, информираат од СВР Тетово. Тоа е за 200 пати повеќе од истиот период лани. Во текот на февруари годинава, полициските службеници на секторот за внатрешни работи Тетово, полициска станица за безбедност на патниот сообраќај, во 7 акцијски и во други редовни контроли во Тетово и Тетовско откриле и законски санкционирале вкупно 1752 различни видови сообраќајни прекршоци или околу 200 повеќе во споредба со истиот период лани. Во овие активности, а поради констатирани прекршоци, од сообраќај биле исклучени 54 возила. Најмногу од исклучените возила, 49, имале истечена регистрација до и над 30 дена, додека кај 5 била утврдена техничка неисправност. Минатиот месец од сообраќај биле исклучени исто така и 248 возачи, од кои 127 управувале без возачка дозвола, 45 под дејство на алкохол, 68 возачи биле почетници, 6 возеле со несоодветна категорија и 1 со впишана забрана за управување. Откриените сообраќајни прекршоци во февруари заокружени се со 335 прекршочни, 450 мандатни платни налози и 967 писмени опомени. Покрај тоа, во овој период времено биле одземени 122 возачки дозволи, 53 сообраќајни дозволи, додека на сообраќајна поука биле повикани 14 учесници во сообраќајот, за кои биле организирани 3 поуки. Во февруари во Тетово, поради погрешно паркирање, биле санкционирани и подигнати 354 возила. Фудбалерите на Ренова во дерби дуелот на 22-то коло на првата македонска фудбалска лига ќе му бидат домаќини на лидерот на табелата Скопски Вардар. Фудбалерите на Ренова во недела со почеток во 13 часот на градскиот стадион во Тетово ќе му бидат домаќини на лидерот на табелата Скопски Вардар. Двете екипи се на различни позиции на табелата. Вардар се бори да ја одржи предноста пред Тетовска Шкендија, додека Ренова полека но сигурно ја напушта опасната зона за испаѓање. Токму поради тоа, таборот на Ренова, фаворитската улога им ја препуштаат на гостите од Скопје. Пофокусирани сме на тој надпревар, максимално го спремиме надпреварот за со Вардар, значи го анализираме добро противникот, че мислам дека треба максимално, значи да се даде максимум исто и на овој надпревар. Ќе биде интересен тежок надпревар, знае Вардар е фаворит, е лидер, значи екипа со многу квалитетни фудбалери, али што е важно, мислам и дека и ние имаме своји адути, кај што максимално концентрираме го очекуваме овој надпревар и максимално спремни треба да влеземе на надпревар за да извадиме позитивен резултат. Екипата на Шкендија во недела со почеток во 14 часот гостува во Велес, кај последниот борец. Според пласманот на табелата, тетовци се големи фаворити на овој дуел, но составот од Велес оваа сезона покажа дека може да ги изненади и по квалитетните екипи од себе. На табелата после 21 коло лидер е Вардар со 43 бодови, 8 повеќе од второпласираната Шкендија. Ренова е на делба од 6-то до 8-то место, заедно со екипите на Шкупи и Струга со по 25 поени.
Тоа беше се за ова саботно издание. Имајте пријатен викенд.